решение како да се решат сите проблеми. Го знам. Ми дојде на сон додека спиев. Ама го знаете и сите вие овде. Денот кога Македонија ќе влезе во Европската Унија, во тој ден Македонија повторно ќе се обедини и ќе можеме непречено да одеме кај нашите браќа македонци во Егејска и во Пиринска Македонија. Истовремено и албанците ќе се имат нивната голема Албанија. Ќе имаме демократија, ќе имаме нормален живот, без омраза, без страв и верувам со повеќе пари. И ќе ставиме крај на ова налудничаво владење. Ги слушав внимателно разговорите. Сакав да кажам неколку работи од нив. Но не можам освен една реченица. Овие кои што ги слушав се болни луѓе. Јас не навредувам. Кога велам болни, овие луѓе сите имат диагноза. Такво злобно, такво хистерично, такво сотонско смеење над судбината на кутрите македонски граѓани. Тоа не е нормално. Само ненормален човек може да се посмева на братот Љубе Бошковски, кој што со сите мани и доблести ја бранеше оваа држава. Да се подсмева на кутрите македонци од Пустец, кои што станаа човечиња. Да се подсмева на ромите, кои што се цигани влечени за уши. Премногу момент има во разговорите кои што ги слушавме. Но една работа никако не можам да ја сварам. Ја гледав репризата на говорот на нелегитимниот премиер Никола. Зборува, ама нели таму имаше народ. Вие не сте народ. Вие шо сте? Да беше Јанкуловска ќе кажеше стока, но вие сте најубавиот народ. Зборува Груевски и на крај за да ги убеди вели: ме знаете вие мене, јас сум Никола. Абе Никола, нормален ли си бе Никола? Па те слушавме бе Никола, што зборуваш? Зборува за рушење на објекти, зборува за избор на измама, зборува за купување на плацеви, па тој е бизнисмен. Премиер на една држава знае колку столба биле срушени од зграда. И уште и викаме: знаете вие мене Никола. Проблемот е што на вистина те знаеме, но овој пат сите ќе те дознаат. Ние затоа ја нападнавме оваа македонска радиотелевизија. За сите македонски граѓани и во најоддалечените македонски села, места, населби, да ја слушнат вистината за Македонија. Бидејќи, за разлика од вистината на Никола, која што е како шило и врти и на крај ќе исплива, ќе избуши на површина. Вистината за Македонија е како копје кој ќе се забие директно во нивното нечесно срце. Синоќ ќе читам еден новинар, председател е дури на едно од новинарските овие здруженија. Анализа, што да ви кажам, ама јас сум неук бе, не разбирам ја толку како него. Направил анализа, ние кој ќе освоиме македонската радиотелевизија, како ќе сме давале плата на вработените. Абе, Насер Темистев поинтелигентен. Наискрено. Кога сме зборувале ние да влегуваме и да ја окупираме телевизијата? Ние бараме да ја ослободиме од стегите на режимот. Ние само бараме во вестите на македонската радиотелевизија и на првиот канал и на радиото да бидат емитувани политичките бомби. Ништо повеќе. Нема ние да ставаме уредници. А Горан Петревски, иако вака е убав човек, ако има малку образ, треба да си даде оставка. Но како да даде оставка
кога парите се сладки, 2000 евро месечно не се остават. Па уште ми вика: Доро, ти стварно ли мислиш дека во Македонија има режим? Вчера ми вика: немаме писмено, написмено дека смееме да имитуваме. Горан Петревски се повикува на едно сообщение од обвинителството, кое што не е засновано врз ниту една одлука. Поднесовме официјално барање до јавното обвинителство да каже врз основа на која одлука, врз основа на кој закон, врз основа на кој член од закон го донеле таквото сообщение. Од друга страна, јавното обвинителство не е партија, не е здружение на граѓани, па да излегува со сообщение. Се знае што може да донесе обвинителството. Зврлевски се сокри. Пред неколку дена ми кажа дека Зврлевски имал совест. Само му била заспана. Отидовме таму пред јавното обвинителство, викавме, тропавме, јокбе никако да му разбудиме совеста. Или е во длабок сон, или нема. Но, со самото тоа што не одговорија на нашето барање, подкрепено со повеќе од 100.000 граѓани од кои што добиваме поддршка. Овде сте 15.000 и уште 100.000 кои што дават на вистина поддршка. Прашајте ги сите околу вас на работа, дома, комши, дали дават поддршка на оваа иницијатива. Луѓето се плашат. И нормално е да се плашат. Но уште малку ќе ги ослободиме од стравот. Ме прашуват што сме запнале со телевизијата. И тоа ме праша Владо Берберинот, инаку е дипломиран земјоделец со земјоделски факултет. А во истиот момент на огледалото пред мене гледам некоја безврска реклама. Зјапам во неа и читам. Мислите дека оваа реклама не работи? Таа што туку го направи тоа. Исто и со македонската радиотелевизија. Со нашите 10-дневни активности во Македонија нема граѓанин кој што не знае за политичките бомби на Зоран Заев. Ние ја постигнавме нашата цел. Сите знаат, треба уште да се слушне нивната содржина. Затоа, од утре, од задутре, ве повикувам да ја фрламе мали бомби. Јас ќе пукам со митралес, ама политички митралес. На мојата кола ќе ставам звучници, ќе отидам во најтврдокорните Вамаровски или Дапаманеовски гнезда. Ќе отидам пред кооперациите, пред продавниците кај што седат и пијат пиво и ќе ги пуштам истите овие разговори. Тие се честни луѓе, кога ќе ги слушнат, ќе сватат кој ги води. Узурпаторите на ВМРО ДПМН, од кој што ниту еден не е Вамаровец. Никола Груевски, Вамаровецот. Ама најинтересен ми е Миле Јанакиевски. Има една слика од лево Гоце Делчев, од десно Миле Јанакиевски. ВМРО. Гордана Јанкуловска, она помалку личе на ВМРО. Не е тоа вие што мислите. Зборувам за политичките патриотски ставови. Вие одма на друго помисливте. Сепак е дама. Ставревски плукнат ВМРО-вец. Да го видиш, целиот е ВМРО. А и сите други таму во потесното раководство. Затоа апелирам да не шириме повеќе омраза. Доста ни беше омраза. Кога ние ќе живееме? Да не дозволуваме 20, 30 или 50 луѓе да предизвикуваат омраза, а тие да се хранат со нашата омраза.
Ве повикувам од денес, од утре, во вашите мобилни телефони, барем оние кои што имате техничка можност, да ја ставете оваа снимка која што ќе објавиме на YouTube, да ја пуштате на сите околу вас. Тоа ќе бидат малите политички гранати. Фрлајте ги секаде на луѓето кои што не се информирани. Ќе отпечатиме и јадници CD-а, ќе отпечатиме стари USB од оние ефтините од 128 мегабајт или од 1 гигабајт. Ќе ги разфрламе низ цела Македонија. Да ви кажам нешто. Јас знам како режимот да падне денес и ви гарантирам дека тоа можам да го направам. Но сакам да видам нешто. Сакам да видам докаде се спремни да одат. Оној Сашо Величковски, капетанот од Куманово, воениот инвалид, херојот од војната, само затоа што го слушнал неговото име од нечестната уста на нечестната Јанкуловска, се вознемирил, ми звонел 100 пати, мобилниот ми беше исклучен, бев на состанок. Само што го вклучив, ми звоне: генерале, знаеш дека не е така. Си викам: види луѓе разлика. Го слушнал неговото име и мислам дека ќе умре. Вчера дојде и одржа пресконференција да ги негира тие гнасни тврдења. Ги извозивме добро. Слушнете ги овие монструми што зборуват и кажете ми дали навистина се нормални. Па досега требаше усвета да фатат, ама тие знаат дека ќе ги гонеме. Ќе ги гонеме до крајот на светот. Нема да ги трошат украдените пари. Нема да уживат во нашата крв и пот. Ќе го земеме до последното евро од сите светски банки. Синоќа ме нападнаа на Курир. Сум имал поддршка од СДСМ. Па јас имам поддршка и од честните припадници членови на ВМРО ДПМН. Прашајте ако не верувате. Целата опозиција, заедно со Јове Кеновски, како неформален лидер на честните ВМРО-вци кои што до денес се во ВМРО ДПМН, ќе ги бутнеме на колена. Но јас не сакам денес. Знаете ли зошто? Не можам да го најдам Заев, да му кажам, прво да му честитам на лудата храброст која што ја покажа. Понатака, да го замолам да ги пуште сите бомби одеднаш и да решиме се одеднаш. Ама предпоставувам дека знаат што прават, имат стратегија. А јас го чекам денот кога овој патриот македонски Никола Груевски ќе го слушнам како го продава името. А Бога ми, колку што знам, има и многу други гнасотилаци. Затоа, денес, нема да се тепаме со овие полицајци. Они помислија дека ќе влегуваме и избега. Погледнете, само тројца останаа. Најхрабрите. Видите, другите ги нема. Побегна. Денес ќе ја нападнеме македонската телевизија со бомби, но со политички бомби. Денес ќе покажеме што сме ние, кои сме ние и што шириме ние. Наместо омразата која ја шират тие, ние ќе покажеме дека шириме љубов и со нашата љубов повторно ќе ги совладаме. Затоа ги повикувам сите дами кои што се овде да дојдат во првата борбена линија, да видам кој полицаец ќе удре по дама. Дојдете, дами, не плашете.